Со буџетот за 2018 повеќе пари се насочуваат кај граѓаните и стопанството да се унапреди македонската економија, животот и здравието на граѓаните. Се создаваат услови за нови работни места и за повисоки плати. Се инвестира во општеството, образованието, здравството, им се помага на сите граѓани на кои им е потребно, а државата ја доближуваме до Европската унија и НАТО. И со ребалансот на буџетот, но и со предлогот за буџетот за 2018 година, јасно се кажува, се кратат непродуктивните трошоци во буџетите, кои што буџети се полнат со парите на сите граѓани на Република Македонија. Се кратат ставките на стоки и услуги за 615 милиони денари или цели 10 милиони евра, односно цели 91% се кратат од рекламирање кој што претходната влада знаеше то како да ги троши нашите пари. Буџетот за 2018 е креиран врз основа на реални проекции и очекувања. Се отвори овој буџет и за широка јавна дебата беше отворен пред сите граѓани на Република Македонија. За прв пат од кога Министерството за финансии предлага буџет. И ако го сумираме овој буџет во 3 збора, тоа ќе кажеме вака: стабилност, затоа што ја стабилизираме економијата, го стопираме мегаломанското трошење врз непродуктивни трошоци, а се отворат нови економски перспективи. Раст, ја раздвижуваме економијата со поголеми капитални инвестиции, државна поддршка за нови инвестиции за домашни странски компании, зголемување на конкурентноста, раст на извозот. И правичност, преку фер пристап, транспарентно, педантно, одговорно трошење на парите на граѓаните. За здравството, за здравствените установи, за вработените во здравството, ќе има покачување на 5% на платите од септември. И затоа се предвидени 1 милиарда и 100 милиони денари повеќе на буџетот и тој вкупно ќе изнесува 28 милиарди денари или цели 458 милиони евра. Од септември 2018 планирано и покачување за 5% на платите на сите вработени во образованието, во основните, во средните училишта и во градинките. Исто така повисоки плати ќе има во одбраната. Задари тоа што војниците и сите вработени во одбраната изминатите години гледавме како излегуваат на улици, како протестираат, како си ги бараат своите права. Токму затоа ќе имаме здрава војска, здрави припадници на армијата, квалитетни, со повисоки плати и само така може да се приближиме до НАТО стандардите. Впрочем, интеграцијата на нашата држава во НАТО е еден од клучните предуслови и за привлекување на странски инвестиции, но и за безбедноста на нашата држава. Од 2018 година се грижиме еднакво за сите граѓани. Во 2018 продолжува државната помош за исплата на минималната плата од 12.000 денари. Тоа е проект на партијата СДСМ заедно со коалиционите партнери, заедно со владеачкото мнозинство. Од 2018 година планирани се 6,6 милиарди денари повеќе пари за социјални трансфери или 107 милиони евра повеќе. Се грижиме за сите подеднакво. Се обезбедуваат нови работни места во градинките, се подобрува услугата и грижата за децата. Има пари и за законско порамнување на пензиите. Како што ќе растат платите и трошоците, така ќе растат и пензиите на пензионерите. Во буџетот за 2018 година има доволно средства и за социјална инклузија на ромската заедница во државата, а ќе се обезбедат 10 милиони денари за кои што ќе се финансираат проекти што се однесуваат до диаспората. Во 2018 година повеќе пари за економски раст и нови работни места. Во 2018 година се предвидени 18 милиони евра повеќе, силна финансиска поддршка за компаниите и за отворање на новите работни места. Односно, 970 милиони денари за продолжување на поддршката на странските инвеститори. За 2018 година предвидени се 100 милиони денари повеќе средства за нови вработувања или во вкупен износ од 988 милиони денари или 16 милиони евра.
Планирани се инвестициите во тир зоните во висина од 430 милиони денари. Инвестираме во културните вредности. Ова сакам пред граѓаните да го потенцирам. За офицерскиот дом во Битола обезбедени се 10 милиони денари, истиот тој офицерски дом кој што претходната влада на ВМРО-ДПМН сакаше да го продаде. Обезбедени се 10 милиони денари и за спомен обележието на нашиот Тоше Проевски. Слушнавме во еден проект за вистината какво беше мислењето на претходната влада.